издание. Дали денешната одлука на федерален судија ќе биде детерминирачка за сведоците во постапката за импичмент на претседателот Доналд Трамп. Американски научници тестираат пренесување на органи за трансплантација со помош на дронови. Социјалните мрежи се уште недоволно се користат за промоција на македонските капацитети во областа на руралниот туризам. Останете со нас. Добро вечер. Ова е Ньюсфлеш на Гласот на Америка. Јас сум Анета Шијакова. Американски федерален судија денеска треба да одлучи во судска постапка со цел да се натера поранешен советник на Белата куќа да сведочи во постапката за импичмент на претседателот. Федерален судија се очекува да излезе со одлука во судска постапка иницирана од Комисијата за правосудство на Представничкиот дом со цел да се натера поранешниот советник во Белата куќа Дон Макган да сведочи во истрагата за импичмент на претседателот Доналд Трамп. Комисијата по поднесокот до судот од минатата недела тврди дека сега е уште покритично да се слушне изјавата на сведокот по сослушувањето одржани месецов од Комисијата за разузнавање на Представничкиот дом во врска со наводите дека Трамп незаконски вршил притисок врз Украина да го истражува неговиот демократски ривал. На барање на американскиот секретар за одбрана Марк Еспер, секретарот на морнарицата Ричард Спенсер си поднесе оставка. Барањето се однесува на случајот со офицерот Едвард Галагер, кој беше обвинет за воени злосторства во Ирак во 2017 година. Тој беше ослободен од обвиненија за убиство, но беше прогласен за виновен поради тоа што се фотографирал покрај тело на тинејџер, борец на исламската држава. Бројот на смртни случаи предизвикани од тероризам четврта година со ред се намалува, но терористичките групи и натаму се најголема закана за мирот и стабилноста во светот. Ова го покажува годишниот извештај на Институтот за економија и мир. Талибанците биле најсмртоносна терористичка група во светот минатата година. Над 800.000 имигранти во САД стана американски државјани во 2019 година. Од почетокот на оваа фискална година пак уште 60 нови лица дадоа заклетва во музеј во Вашингтон. Сакит Ислам ја следише церемонијата. Држејќи го американското знаме во лева рака и положувајќи ја десната рака на срце, овие лица дадоа заклетва како нови државјани на САД. Не значи многу да изслужиме на најмоćната држава во светот. За овие 60 лица, млади и стари, кои доаѓаат од 51 држава од светот, ова беше последен чекор пред официјално да станат натурализирани граѓани на САД. Но исто така значи и нов почеток. За млад човек како мене значи отварање многу врати и можности. Ова е многу емотивен момент за мене, но и привилегија, која не многу луѓе може да ја добијат. Штом станат американски државјани, овие лица стекнуваат многу привилегии, односно може да донесат во САД член на нивното семејство, да аплицираат за владени позиции, како и да се кандидираат за јавни функции. Во овој случај тие се срекни оти ќе може да гласаат на следните претседателски избори. Следната година ќе има избори и јас ќе гласам. Ме радува можноста да можам да гласам. Иако администрацијата на Трамп предложи големе кратање во легалната и семејната имиграција и го намали бројот на бегалци на 18.000 до 2020 година, имиграцијските служби дозволија натурализација на 833.000 луѓе во фискалната 2019 година, што представува највисоко ниво во изминативе 11 години. Сара Тейлор, вршител на должност директор на одделот за имиграција во Вашингтон, вели дека можна причина за зголемениот број државјанства се престојните избори. Бројката секогаш била поголема пред избори. Очекуваме дека ќе остане така. Пристигнувајќи од Авганистан и Јемен, новите државјани се надеваат на подобра иднина за себе и нивните семејства, велејќи дека натурализацијата ќе им отвори нови врати во оваа земја на можности. Дронови или беспилотни летала веќе пренесуваат храна и лекови, но лекари и научници на Универзитетот на Мериленд направија дронови кои буквално можат да спасуваат животи. Прилогот е на Алексеј Горбачев. Кога на лекарите им треба нешто брзо, тоа обично се овозможува со хеликоптер. Но што кога на лекарите итно им треба орган за пациент? Универзитетот на Мериленд тестира дронови за ефтино и брзо пренесување на органи, како например бубрек за жена која чекала 8 години за трансплантација.
Беше кус лет, само 3 милји и траеше 10 минути. Во оваа фаза на демонстрација тоа не е голем скок во способноста, но ние само водиме кон следната генерација на способност, што ќе биде по големо растојание. Првиот успешен лет се случи во Балтимор, каде има повеќе големи болници. Ова беше прва илустрација дека орган за трансплантација може да биде пренесен од беспилотен воздушен систем, што е напредок во однос на постоечките техники што во крајна линија спасува животи. Најдоброто кај дроновите е што се мали и брзи, што може да се движат побрзо од амбулантно возило, па и од некои хеликоптери со екипаж. Кога има орган на располагање и кога има пациент за него, кога ќе се усогласат сите работи, ова е одлична опција со многу добри страни. Научниците се надеваат дека натамошните тестирања ќе помогнат повеќе болници да го прифатат овој метод во САД, но и глобално, креирајќи меѓународна мрежа на донирани органи. Има голем потенцијал. Можете да имате дронови кои ни светот ќе летаат хиперсонично, со што ќе се намали времето на транспорт од донаторот до пациентот на само неколку часови. За сега остануваат многу законски прашања да се решат пред технологијата да биде целосно популаризирана, но творците се надеваат дека тоа ќе биде завршено за 2 до 5 години. Социјалните мрежи се уште не се користат доволно за промоција на македонските капацитети во областа на руралниот туризам. За да се надмине тоа се организираат обуки за модерните начини на комуникација со потенцијалните гости. Мики Трајковски има повеќе. Маја Чубрик е туристички водич од Охрид, дел од организација која се занимава со давање на услуги за рурален туризам. На гостите кои што доаѓаат во Охрид им нудат едно поинакво доживување од вообичаеното. Ги водат низ недопрените предели на планината Галичица, а имаат можност да пробаат и локални специјалитети. Ова лето од прилика имавме околу 200 до 250 учесници на нашите тури. Се работи за тури со пешачење по маркирани патеки, за кои не е потребна посебна физичка подготвеност. Чубрик вели дека без добра промоција на социјалните мрежи денес се речиси и невозможна комуникацијата со потенцијалните туристи. Единствен начин кој што го користевме најпрви за промоција на нашата услуга беа печатените флаери со основни информации за турите кои што ги нудиме и се разбира преку Facebook и Instagram. Реално имавме навистина многу туристи кои што дознале за нас преку социјалните мрежи. Но иако руралниот туризам во земјава е во подем, се уште мал е бројот на туристички капацитети или субјекти кои ги практикуваат социјалните медиуми. Некои допрва разработуваат идеи како да го развиваат овој вид на туризам. Во регионот на Тетово, Тетовско, поточно микрорегионот на околу село Вратница. Развој на рурален туризам, односно со пренамена на селски куќи во сместувачки капацитети. Лета Абдулаи е маркетинг истражувач и обучуваат за промоција на рурален туризам, а своите искуства ги пренесе на оние кои се дел од вакви приказни. Има капацитети од руралните средини кои што се уште немаат бренд, немаат лого, а камоли да имаат и Facebook страна или пак Instagram и други алатки на промоција. И целта на оваа обука е да ги обучиме како они сами да можат да направат бренд и како да се промовираат преку сите канали на комуникација и на маркетинг. Има и такви места во државата кои се препознатливи по овој вид на туризам, како на пример Вевчани кај Струга или селото Коратица во Охрид, но и села во регионот на Преспа и Шарпланина. Дополнителен проблем е што последнава стратегија за развој на руралниот туризам е со важност од 2012 до 2017 година. Па од Министерството за економија велат дека до крајот на годинава ќе биде донесена подстратегија за рурален туризам. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Ко гледавте Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Анита Шијакова од студиото во Вашингтон. Ви благодарам на вниманието. Гледајте не утре.